Со цигара во рака, но со порака, време е за промени. Граѓаните со поделени ставови околу пушењето, но на иста линија дека законот ќе го подобри квалитетот на живот. На улица, пред кафулиња и ресторани, во моментот цигарите се пушат секаде, но и за пушачите како и за непушачите, новиот закон е исправен чекор. Тие велат ја поддржуваат најавената целосна забрана за пушење во затворени простории, сметајќи дека здравјето мора да биде приоритет. Предлог законот за заштита од пушење предвидува целосна забрана за пушење во затворени простории. Граѓаните кои ги анкетиравме, оние кои се пушачи, меѓутоа и оние кои не се пушачи, велат дека целосно го поддржуваат. Мислам дека во ред донесување на нов закон, затоа што ние непушачите, да речеме, кога ќе појдеме во ресторан или било каде јавно место, сме изложени на дим. Мислам дека во прво време ќе има некои проблеми, таков ни менталитетот, меѓутоа со тек на време мислам дека мерката ќе успее со тек на време. Јас како пушач би рекла дека е добро, иако сум пушач, иако пушам дома, пушам надвор. Сега, ако самата себе си се убивам, не значи дека треба и другите да ги убијам. Сега младите се со друг мајндсет, така да мислам дека би требало да се почитува. За сите, например, во оваа ситуација, например, сега имаш исто фамилија, деца, до тебе и што жени што се бремени, апсолутно тоа е многу шкодливо е. Не е добро за здравјето, кошта многу пари со рак, а тоа мора некој да го плати, например. И тоа кошта, мислам, за здравство. Од Министерството за здравство велат дека законот што го подготвиле е во согласност со европските стандарди. Пушењето, нагласуваат, е личен избор, но државата има обврска да одреди каде тоа може да се прави. Главната цел е заштита на здравјето на граѓаните, а не ограничување на личните слободи. Уверуваат дека не очекуваат негативно влијание врз угостителскиот сектор. Искуствата од европските земји кои веќе воведоа вакви законски решенија, како Ирска и Велика Британија и многу други, покажуваат дека овие мерки не представуваат удар по угостителството и неговите приходи, туку транзиција кон поуреден, поквалитетен и попредвидлив амбиент во угостителските објекти. Угостителите засега без конкретен план и идни чекори. Нивниот официјален став се уште се подготвува и се очекува да биде објавен во наредните денови. Според последниот извештај објавен од Институтот за јавно здравје, податоците за последиците од пушењето се алармантни. Голем процент од учениците користат тутунски производи. Податоците покажуваат дека 1/3 од младите пушат, 33,8% од момчињата и 32,1% од девојчињата се активни пушачи. Загрижува и употребата на електронски цигари, при што 31,8% од момчињата и 27,5% од девојчињата изјавиле дека ги користат овие производи.